со задоволство ќе го најавиме гала концертот кој што е предвиден за денес и утре, односно 12 и 13 јануари со почеток во 20 часот, тукму овде во Националната опера и балет по повод празникот Василица. Станува збор за гала концерт кој што се одржува традиционално секоја година по повод овој празник и се разбира дека е наменет за сите генерации, односно за сите возрасти. Многу повеќе детали во продолжение ќе слушнеме за овогодишното издание од страна на мојот денешен гостин, уметнички раководител на опера и балет, господин Дејан Стоев. Да му посакаме добро утро. Добро утро на сите. Посакувам среќни празници да имате, многу радост, смеа и успех во новата година. Благодарам многу за честитките. Се разбира дека и јас, односно екипата на Телма телевизија, истото го посакува тоа за вас. На самиот почеток напоменав дека овој концерт на некој начин е наменет за сите генерации, односно за сите возрасти. Од колку значење е самото традиционално организирање на овој гала концерт секоја година? Така. Василичарскиот концерт се издвојува по сето она што го имаме во тековниот репертоар низ изминатата тековна сезона. Со самиот тој чин сакаме да честитаме на целата јавност, да честитаме со еден универзален спој помеѓу сите генерации, а како на друг начин ако не преку ова диско вечер, како што ние ја нарековме, односно универзалната порека на диско музиката, а тоа е радост, смеа и позитивност. Кажете ми опширно, каква програма е предвидена? Еве, можеби на некој начин најавивме со самиот наслов на концертот Диско вечер. Програмата е составена од најголемите хитови, значи од едни од најубавите бисери на диско музиката, значи од репертоарот на Earth, Wind and Fire, од Bee Gees, од Boney M. Меѓутоа, сето тоа преточено во едни симфониски аранжмани, значи многу на едно повисоко ниво кренато, за да се добие оној класичен призвук, но сепак да се остане во јадрото на диско музиката. Кажете ми, генерално, колкава е заинтересираноста до сега за присуство на двата дена при самото одржување на овој гала концерт? Кој е вашиот впечаток? Тоа самото распродавање на картите за само неколку часа и за двете вечери кажува колкава е заинтересираноста за овој тип на музика и за овој тип на концерти кои што ги правиме по повод празникот Василица. Тоа е веќе традиција. Дали тоа значи дека немаме веќе билети на располагање? Немаме. Генерално напоменав дека традиционално се одржува ваков гала концерт по повод празникот Василица. Каква била заинтересираноста до сега изминатите години, иако секоја година е различна самата програма, но генерално кој е најчест гостин на овие концерти? Дали можеби има заинтересираност од страна на младата публика? Секако дека има. Василичарскиот концерт се одржува од 95-та година. Значи, ова ќе биде 31-во издание, со исклучок на 3 години, 98-та, 9-та и 2000-та година, тогаш само не се одржал Василичарскиот концерт. Овој концепт се разликува оваа година, се разликува и по тоа што е една фузија и една соработка со Националниот джез оркестар, склоп заедно појачан со оперскиот оркестар. Придружни вокали имаме од хорот на Македонската опера и балет и сето тоа преточено во аранжмани кои што се добиени од дел од странски автори, дел од наши македонски автори. Значи, значењето на ова вечер, на ова диско вечер, е и по тоа што направивме една фузија помеѓу два значајни македонски ансамбли. Тоа е Националниот джез оркестар и Националната македонска опера и балет.
Напоменавме дека билети веќе нема на располагање. За жал, оние кои што сакаат да дојдат, а не можат, верувам дека тоа ќе се случи идната година. Пред самиот крај, оние кои што си купија билети со нетрпение очекуваат да започне самиот гала концерт, кои емоции сакате да ги понесат со нив при самото завршување на предвидениот концерт? Па ја не можам да им укажам какви емоции да има, тоа ќе им укаже музиката. Јас се надевам дека за време на концерт, а најмногу по завршувањето, дека сите ќе си отидат среќни, задоволни и весели од овој концерт. Бидејќи таква е пораката на диско музиката. Се надеваме дека ќе биде така и веруваме дека ќе биде така. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме повеќе детали за гала концерт. Благодарам на вашата посветеност, на пратењето на нашата работа. Секој добро. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите податоци беа добродојдени за гала концертот кој што ќе се одржи по повод празникот Василица денеска и утре со почеток во 20 часот тукму во Националната опера и балет. Гала концертот со наслов Диско вечер.